Трагедијата во Кочани и понатаму останува црна дамка во борбата против корупцијата. Исходот од истрагата за пожарот во Пулс влијаеше и на извештајот на Европската комисија. Корупцијата останува распространета во многу области и е прашање што предизвикува сериозна загриженост, пишува во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава, во делот кој се однесува на корупцијата во Македонија. Трагедијата од 16 март 2025 година во Кочани, каде за време на пожар изгоре клуб при што загинаа 62 лица, а над 190 беа повредени, откри трајни системски предизвици во врска со спроведувањето на антикорупцијските мерки. Превентивните мерки и ефикасното потиснување на корупцијата треба да се подобрат. Во меѓувреме на 19 ноември 2025 започнува судскиот процес за трагедијата што засекогаш ги промени животите на многу семејства од Кочани и регионот, а во пресрет на почетокот на процесот, од Сдруженијето на граѓани 16 март повикуваат на 29 марш на ангелите. Во престред на почетокот на процесот, ве повикуваме сите граѓани на Македонија, на Кочани, те што верувате во човечноста и правдата, да ни се придружите на 8 ноември 2025 година сабота, во 14 часот и 5 минути, од паркот на Револуцијата Кочани до основниот суд Кочани, да чекориме со љубов, со болка и со достоинство, во име на оние што повеќе не може да чекорат. Инаку кривичниот суд, но и целиот судски систем во моментов се наоѓа пред еден голем предизвик, односно судење за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс, која пак е од исклучителна сложеност и општествена важност, бидејќи овој предмет ќе се следи со големо внимание од јавноста, но и од страна на родителите на жртвите, кои очекуваат фер, транспарентно и непристрасно судење.